Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден ви, благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Председателката на антикорупцијска доби забрана за работа, ќе чека плата или ќе даде оставка. Пратениците од власта и од опозицијата го чекаат нејзиниот потек. Превирањата во Вреди и владината коалиција не се изненадување за Филипче. СДСМ се подготвени и за локални и за предвремени парламентарни избори. Почна рехабилитацијата на повредените од Кочани, лекувањето под надзор на британски експерти. Паметни броила ќе утврдуваат точната потрошувачка на струја, дали новиот закон за енергетика ќе воведе ред во секторот. Потврдено присуството на Трамп и Зеленски во Рим на погребот на папата Франциск ќе присуствуваат над 50 шефови на држави и влади, меѓу нив и председателката Силјановска. Овие вести во живо информираме за начинот на кој антикорупцијската комисија ќе продолжи со работа. Останете со нас. Постапката за председателката на антикорупцијската комисија предизвика сериозно разочарување во јавност. Таа од вчера е недостапна за коментар, но од судија на претходна постапка веќе доби забрана за работа под сомнение за оддавање на службена тајна. Како ова ќе се одрази на работата на Државната комисија за спречување корупција, дознаваме од колегата Зоран Јаневски, го имаме во живо пред антикорупцијската. Зоран, што значи ваквата одлука на судијата на претходна постапка и дали председателката на антикорупцијска денеска се појавила на својата работно место? Не, Иван, председателката на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска денеска не се појавила овде во институцијата каде што ја извршува функцијата прв човек на Државната комисија за спречување на корупцијата. Откако доцна синоќа беше на распит пред судија на претходна постапка во Основниот кривичен суд. Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ја гони заради издавање на службена тајна, па поради тоа, по барање на обвинителството, судија на претходна постапка и го одзема редовниот и дипломатскиот пасош, но и изрече забрана за вршење на дејноста, па како што објаснија денеска од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, таа има забрана до пристап на документи кои што доаѓаат во антикорупцијската комисија, има забрана до поштата на институцијата, меѓутоа добила и забрана да прераспределува предмети и да учествува, односно да гласа на седници по предметите кои што ги организира Државната комисија за спречување на корупцијата. Во меѓувреме, политичките партии очекуваат таа да си поднесе оставка. Нејзините колеги од антикорупцијската комисија на прашање испратени од Сител рекоа дека немаат информација дека таа најавила оставка. Партиите пак и даваат рокот неколку дена да видат дали таа ќе поднесе оставка или пак ќе иницираат нејзино разрешување преку собранието каде што и беше избрана на крајот од 2023 година. Сите детали ги гледаме во прилогот. Суспендирана е работата на првата антикорупционерка Татјана Димитровска, откако обвинителството ја осомничи за оддавање службена тајна. Од денеска таа не смее да има контакт со предмети, пошта и било каков документ поврзан со работењето на институцијата. Повеќе нема да смее да распределува и предмети, ниту да гласа на седниците на комисијата. Димитровска не се појавила и на работното место. На прашање испратени до ДКСК оттаму велат дека немаат информации за евентуална оставка од страна на председателката. Појаснуваат дека институцијата продолжува со редовна работа, но представувана од заменичката на Димитровска, бидејќи така наложувал законот за спречување на корупција. Во случај на спреченост на председателот на Државната комисија, Државната комисија ја представува и застапува заменик председателот, избран согласно одредбите од законот. Во истиот закон уредено е и под кои услови се разрешува председател и член на Државната комисија за спречување на корупцијата. Процесот се води во собранието по предлог на Комисијата за прашањата на изборите и именувањата. Според законот, разрешување е можно под повеќе услови како што се неоправдано отсуство од работа, ги прекрши правилата за судир на интереси или ако е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност, а таква мерка судот веќе одреди за Димитровска.
Во меѓувреме, од власта и опозицијата велат дека прво ќе почекаат да видат дали Димитровска сама ќе си поднесе оставка. Ако не го стори тоа, ќе преземат чекори за нејзина смена. Доколку постојат докази за сторено кривично дело, недозволено е таквото однесување. Од аспект на морал, сметаме дека поголемата одговорност кај лицата кои извршуваат високи јавни функции отколку кај останатите. Апсолутно сметам дека треба да се утврди реалната состојба и било кој го прекршил законот треба да понесе одговорност. Тука се испреплетени и повеќе аспекти, пред се и морални аспекти. Да почекаме да видиме како ќе реагира претседателката, а после да коментираме за тоа. Се уште актуелната претседателка на ДКСК е осомничена дека со пораки на мобилен информирала обвинет во случајот адитив за текот на истрагата, иако тоа и според кодексот на институцијата е строго забрането. Претседателот и членовите на комисијата нема да пренесуваат било какви информации усмено или во вид напишани документи, аудио и електронски документи за предметите кои што се разгледуваат или ќе се разгледуваат на трети лица. Димитровска за претседател на ДКСК беше избрана во собранието во декември 2023, а според истрагата на обвинителството со оддавање на службени податоци започнала по 3 месеци откако била назначена за прв човек на институцијата. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Основниот кривичен суд Скопје определи мерки притвор, куќен притвор и мерки за предпазливост за 23 лица под истрага за остварување туѓа нега и инвалидски пензии, соопштија денеска од кривичен. По вчерашното постапување на суди и на претходна постапка по предлогот на јавниот обвинител, на 9 лица им е определена мерка притвор во траење од 30 дена, за 5 на куќен притвор, додека за други 9 мерки на предпазливост. Како што информираат од судот, против овие решенија, обвинетите имаат право на жалба пред кривичниот совет. Министерството за внатрешни работи во координација со надлежен јавен обвинител вчера изврши претреси на повеќе локации на подрачје на Скопје, Велес, Тетово и Гостивар, при што од слобода беа лишени вкупно 23 лица, додека едно лице не било достапно за органите на прогон. При извршените претреси од МВР соопштија дека пронајдени и одземени се 110.000 евра, 65.000 денари и $100, повеќе мобилни телефонски апарати, нотеси со податоци на должници, како и разна медицинска документација и повеќе печати. 30-годишник е тешко повреден во опукање на Битпазар, пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза. Според неофицијалните информации, се работи за случај на крвна одмазда. Колешката Миријана Давидовска беше на местото на настанот. Превртен мотор, чаури по улицата и искршени излози на продавници сведочат за престрелката во Дуќанџик. Едно лице на возраст од 30 години со тешки повреди е пренесено во ургентниот центар. Лекарите велат го примиле со прострелни рани во главата и тој е во критична состојба, пренесен на неврохирургија. Според информациите на ургентниот центар се работи за лице со иницијали АС на 30 годишна возраст. За сега напаѓачите се непознати за полицијата, иако според неофицијалните информации се работи за одмазда. Полицијата информира дека престрелката се случила во 14 часот на Битпазар, но не откриваат детали за напаѓачите. Полициски службеници од полициската станица Битпазар излегле на местото и било констатирано дека се работи за престрелка помеѓу две групи од по 5 до 6 лица, при што едно лице е повредено и е пренесено во ургентниот центар. Пукањето го слушнале луѓето кои работат во продавниците, кои веднаш избегале внатре. Сведочат дека се слушнале многу истрели. Имаше многу пукања и влегувавме внатре, све. Да. И тоа е. Доста истрели се слушнале? Што знам, многу. Ама што беше, како беше, не видовме затоа што влегувавме внатре. Погоден ли вашиот дуќан? Гледам соседниот дека не. Оној да, ние не. Тој работеше, имаше луѓе? Да. Не знам за луѓето, не сме виделе, пример. Бев во џамија, кога искочив. За време на молитва се случуваше? Да. Па негде трај малце повише, зависи и то. Кога дојде више беше завршено. А видовте нешто тела повредени, имаше ли? Не, еден слушавме само како вика, иначе повише ништо. Од болките веројатно. Во близина на местото и основно училиште Јашар Бејшкупи, каде во моментот се одвивала настава. Учениците биле веднаш евакуирани и повикани нивните родители да ги земат од школа. Филска престрелка ги вознемири сите жители на Битпазар. Поканиот е веројатно лице кое што е на 30 годишна возраст и син на познат командант од УЧК.
Според првичните неофицијални информации, веројатно се работи за крвна одмаста. Во моментот на пукањето се одржувала и петочна молитва во џамијата во непосредна близина. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Превирањата во Вреди и владината коалиција не се изненадување за Филипче. СДСМ се подготвени и за локални и за предвремени парламентарни избори. Почна рехабилитацијата на повредените од Кочани, лекувањето под надзор на британски експерти. СДСМ се подготвени и за локални и за предвремени парламентарни избори, вели лидерот на партијата Венко Филипче. Тој уверува дека за нив биле очекувани превирањата во коалицијата Вреди и во владината коалиција. Според Филипче, работните групи кои ги договориле со Мицковски почнале со работа. Катерина Нешкова ги има деталите. Филипче одблиску ги следел превирањата во албанскиот владин партнер Вреди со Таравари, но не е ни изненадено тоа што се случувало во владината коалиција, бидејќи според него уште веднаш било очигледно дека оваа коалиција не била функционална. Лидерот на СДСМ вели дека независно од расплетот на таа ситуација, партијата е подготвена дури и за предвремени избори, доколку власта се реши на таков чекор. Тоа што се случува во коалицијата на владата укажува на тоа дека навистина коалицијата е нестабилна и не функционира добро. Во различен временски период, прилично краток, диаметрално спротивни ставови во однос на тоа дали ќе има или ќе нема предвремени избори, што го ставам во контекст на односите во рамките на коалицијата. Дека не функционира таа коалиција, практично граѓаните тоа на своја кожа го доживуваат и секој ден. Дали ќе има само локални избори, дали ќе има заедно со локалните и предвремени парламентарни избори, СДСМ е спремен за секаков тип на избори во следниот период. И покрај критиките кон власта, Филипче вели дека останал на договореното со Мицковски за работни групи меѓу власта и опозицијата во делот на реформската агенда за ЕУ. Формирана е првата група за правосудството, а во наредните денови ќе бидат формирани групите и за останатите области. Во однос на прашањето дали ќе предложиме и во други области, да, во сите области во кои што имаме закони од реформската агенда, а во однос на тимот за правосудство, покрај подпредседателката и уште една професорка од правниот факултет, после првичниот коментар на министерот за правда, кој што не знам на што се темееше, веројатно некој дневно политичко препукување, во текот на вчерашниот ден стигна предлог за средба и таа денеска е закажана. Лидерот на СДСМ вели дека освен реформската агенда засега нема никаква иницијатива за евентуални уставни измени поврзани со ЕУ интеграцијата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Да се стави крај на билатерализацијата и да се намали јазот помеѓу очекувањата и испораката. Само така, според министерот за надворешни работи Муцунски, може да се гарантира европска иднина за регионот. Неговиот колега од Црнагора има оптимистички очекувања за 3 години да станат дел од Европската унија. Ние ќе го направиме нашиот дел, но Европската унија мора да покаже одлучност и да го намали јазот помеѓу очекувањата и испораката. Министрот за надворешни работи Тимчо Муцунски со порака до Брисел дека само така може да се гарантира долгорочна безбедност и стабилност во регионот. Дециден е дека македонските позиции се јасни. Треба да се стави крај на билатерализацијата на интеграциите. Ние да го завршиме нашиот дел, но и Европската унија да го намали оној јаз помеѓу креирани очекување и испорака, кој што очигледно постои спрема сите нас во регионот во последните години. Но истовремено ние имаме јасна позиција кој што сум убеден дека соодейства и со ставот на секој еден македонски граѓанин. Дека треба да ставиме конечно крај на овој процес на билатерализација или неправди, бидејќи што доколку утре се прифати тоа што се бара од нас, што доколку утре се случат уставните измени и за 6 месеци повторно сме во иста ситуација. И повторно ќе треба диалог, повторно ќе треба разговори, но повторно ќе биде закочен процесот на преговори. Секој успех на една од државите од регионот на европскиот пат е добра вест за сите останати, смета шефот на црногорската дипломатија која е во посета на Македонија. Оптимистички најавува дека нивниот фокус е до 2028 да биде дел од Европската унија, но очекува предвижување и на македонските интеграции. Секој ден изгубен на патот кон Брисел е загуба пред се на оние држави кои сакаат да се интегрираат во ЕУ, но губи и Европската унија. И ќе бидам слободен да кажам, губи и светот. Денешните геополитички случувања не предупредуваат не само нас на Западниот Балкан, туку и сите дека на светот
му е потребна силна и цврста обединета Европска унија. Јас можам слободно да кажам дека не можеме да говориме за успешна европска приказна доколку во неа не се државите од Западниот Балкан. Муцунски не е загрижен од големиот број на амандмани кои грчките и бугарските европратеници ги поднесоа на извештајот за Македонија. Очекува Европскиот парламент да ја продолжи традицијата на извештаи кои што се позитивни кон напредокот врз основ на мерите и на критериуми и поддршката за што побрзо членство на Македонија во Европската унија. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Обединетите арапски емирати ја укина визата за македонските граѓани која беше потребна за патување во оваа земја. Како што соопштија од владата, при посетата на премиерот Христијан Мицковски и владината делегација на Обединетите арапски емирати било побарано укинување на визите и тоа барање е прифатено. Наскоро со конкретната примена на одлуката за безвизното патување ќе се влијае на посилна економија, слободно патување за јакнување на меѓусебното партнерство. Се бориме на секој можен начин да се помогне на нашите граѓани и со секој ден да се носат промени за заедничката иднина, соопштија од владата. Владина делегација, предводена од премиерот Христијан Мицковски, од 14 до 17 април беше во официјална посета на Обединетите арапски емирати. Партиите ги кројат листите со кандидати за градоначалници. Полека станува јасно кој ќе влезе во трката. СДСМ најавува дека идната недела ќе објави дел од имињата. Сепак во мај се очекува да бидат познати најголем дел од кандидатите. Александар Спасовски ги има последните информации. Почнаа подготовките за локалните избори. Партиите го мерат јавното мислење, но официјални кандидатури се уште нема. Ние правиме внатрепартиски анкети. Во повеќе општини се разговара на повеќе нивоа и еден дел од нашите кандидати за градоначалници, некои десетина од нив, ќе ги промовираме како кандидати за локалните избори во текот на следната недела. Иако имиња се уште нема, она на актуелниот градоначалник на Центар се чини едно од посигурните во СДСМ. Самиот тој не крие дека посакува да остане во бараките спроти градскиот парк. Доколку ни ја дадат довербата од страна на партијата и граѓаните сметаат и ги ценат сите оние проекти кои што ги имаме реализирано, чест ќе ни биде да истрчаме повторно на изборите. Во моментов СДСМ разговара со своите традиционални партнери, но не исклучуваат можноста за соработка со сите заинтересирани политички субјекти. Во главниот град опозицијата се уште нема профилирано свој кандидат, додека во ВМРО-ДПМН се води внатрепартиска битка меѓу повеќе кандидати, меѓу кои најсериозни се сметаат актуелниот министер за локална самоуправа Перински и градоначалникот на Киселавода Георгиевски. Неофицијално меѓу поизвестните кандидати за нов мандат се градоначалниците на Штип и Охрид, но од ВМРО-ДПМН на оваа тема нема ниту потврда, ниту демант. Интересна е и битката во албанскиот политички блок. Таа веќе предизвика земјотрес во коалицијата Вреди, која не ги задоволи изборните апетити на Таравари. Сечиника сами е сигурен кандидат за нов мандат во Тетово, Аганију во Чаир. Дуј минатиот месец се закануваше со бојкот на изборите, но во моментов и интегративците спроведуваат анкети и бараат најдобри кандидати. Покрај традиционалните блокови, посериозни кандидатури се очекуваат и од Левица и Знам. Локалните избори треба да се одржат во октомври. Првиот круг се очекува во првата половина на месецот. Александар Спасовски, Сител телевизија. Како борбата со криминалот и корупцијата влијаат на напредокот во европските интеграции? Има ли надеж за диалог со Бугарија, за лекувањето на повредените од кочани во болниците во странство? Што ќе промени укинувањето на визите за Обединетите арапски емирати? Во тема на денот со министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Двајца пациенти од повредените во дискотеката Пулс во Кочани почнаа со рехабилитација во клиниката за физикална медицина во Скопје. Лекувањето ќе биде под надзор на британски експерти. Двајца пациенти кои беа повредени во трагедијата во Кочани почнаа со рехабилитацијата во клиниката за физикална медицина. Едниот е со изгореници на телото и веќе направена трансплантација на кожа за време на лекувањето во странство, а вториот со повреди здобиени во стампедо кога бегале од дискотеката. Тимовите кои работат со нив се под надзор на британски експерти. Се работи за млади пациенти,
на возраст од 18 години. Процесот на рехабилитација се одвива во координација со англискиот тим на експерти кои што спроведува обука и сега практично ја аплицираат истата со тимот од Клиниката за физикална медицина и рехабилитација. Во зависност од тоа дали се работи за изгореници, дали се работи за контузија, дали се работи за лацерации, секогаш третманот е различен. Доктор Мехмедови ги вели дека обуката на македонските лекари е неопходна за да го возобноват знаењето, бидејќи нема често вакви пациенти не само на клиниката со која раководи, туку и во државата. А процесот на рехабилитација може да трае од неколку недели до неколку години. Генерално знаеме дека во случај кога имаме изгореници, особено на поголем дел од телото, а знаеме дека во овој случај имаме деца со изгореници на 30%, таа рехабилитација може да трае подолг временски период, дури до неколку години. Поради тоа, пристапот кон секој пациент е индивидуален. И таа рехабилитација ќе трае кај секој пациент онолку долго колку што е потребно максимално да се вратат сите неопходни потребни функции кои што ги имале и пред да се случи немилиот настан. Од Клиниката за физикална медицина не знаат уште колку пациенти ќе бидат кај нив. Според најавите од Министерството за здравство, на лекување во странство остануваат 33 повредени, откако денеска 5 мина кои беа во Србија ќе бидат вратени во земјата. Во трагедијата на 16 март, 62 лица го загубија животот, а околу 200 беа повредени. Сања Димитровска, Сител телевизија. Клиниката за онкологија стигна терапијата која недостигаше, а која е реализирана со годишната набавка. Додека од клиниката најавуваат дека ќе ги повикаат пациентите кога да дојдат за терапија, од Сдруженијето апелираат да не се повторат вакви проблеми во иднина. Онкологија ги доби лековите кои недостигаа. По месец дена чекање денеска повеќе од 200 пациенти со рак на дојка и колоректален карцином ја добија потребната биолошка терапија. Со годишната набавка обезбедена и дефицитарната имунотерапија, информираат од клиниката. Пациентите благовремено ќе бидат известени од страна на персоналот на УКРО за кога да дојдат за апликација на терапијата или за подигање на таблетарната терапија, велат од онкологија. Сдруженијето на онколошки и хематолошки пациенти повикуваат тешко болните повеќе да не се оставаат во неизвестност дали ќе имаат терапија. Тоа е нешто што веќе многу пати сме го кажале, дека пациентите, посебно онколошките, не сме баш со некое големо трпение. Тоа е најмногу од фактот што болеста е таква, надежта се тие лекови и таа терапија, и постоеше и паника и револт кај пациенти. Од Хема Онко во повеќе наврати апелираат дел од терапијата да се најде на позитивната листа која ќе може да ја подигаат во аптека за да се растерети и клиниката за онкологија која е преоптоварена со пациенти, а кубури со кадар, и повикаа што поскоро да се отвори и одамна најавениот одел во ГОП 8 септември. Александар Динев, Сител телевизија. Паметни броила ќе утврдуваат точната потрошувачка на струја. Според плановите, замената треба да биде направена во следните 7 години. Најавите од државата се дека замената ќе биде на трошок неевана. Според Министерката за енергетика, голем е бројот на граѓани кои се енергетски сиромашни и не можат да ги платат своите сметки. Со новиот предлог закон очекува да се воведе ред во секторот. Речиси 50.000 домаќинства не можат да си ги платат сметките за струја, но Министерката за енергетика се сомнева дека бројката е многу повисока. Токму затоа во новиот предлог закон за енергетика се прави нова методологија која ќе ја покаже вистинската бројка на енергетски сиромашни, а владата ќе најде начин како да им помогне. Тоа државата ќе превземе нешто. Со оваа методологија веќе почнавме да работиме со Министерството за труд и социјала и ќе можеме да ги знаеме точните бројки. Неофицијално има дека околу 50.000 бројката, меѓутоа ние сакаме екзактни бројки. Од неофицијални извори имаме дека има многу од нив кои се во 4-тиот блок, меѓутоа сето ова ние ќе го провериме и ќе имаме точни и прецизни бројки. За да нема револт кај граѓаните поради високите сметки за струја и нередовното читање на броилата, ЕВН во рок од 7 години ќе мора да ги промени со паметни мерни системи. Трошокот за нив најверојатно ќе го плати ЕВН. Владата треба да одлучи, меѓутоа владата ќе направи се за во интерес на граѓаните, што значи дека ќе допрва уште не сме дискутирале за тоа, меѓутоа ќе направиме се за граѓаните да немаат никакви додатни трошоци.
Се менува и процедурата за обновливи извори, за што ќе мора да има годишен план за изградба. Во предлог законот се предвидува и станарите да можат да формираат граѓански енергетски заедници и на зградата да стават соларни панели. Вишок од струја ќе може да го продаваат. Инаку предлог законот го поддржа и опозицијата и се очекува за 1 месец да биде донесен. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Приватниот сектор е двигател на економијата и мора да се почитуваат работничките права, порачуваат од ССМ. За нив е неразбирливо што има недостиг на работници, а газдите одбиваат да ги зголемат платите на тие кои веќе ги имаат. Приватниците итно да ги зголемат платите, бара Сојузот на синдикати на Македонија. Оттаму велат дека приватниот сектор е двигател на економијата, но доколку сакаме економијата да расте, мора да се почитуваат и работниците. Повисоки плати не се 500 евра плата, туку 500 евра минимална плата, која ќе се множи со коефициент на сложеност и со тоа ќе пораснат и останатите плати. Во овие трудоинтензивни дејности од приватниот сектор не треба да има плати помали од 50 и 60 илјади денари. За ССМ е парадоксално што работодавачите се жалат дека на пазарот на труд нема квалификуван кадар, но газдите не сакаат да им ги зголемат платите на работниците кои веќе ги имаат. Уште повеќе ќе недостасува кадар, доколку не зголемите плата. До ССМ пристигнати се илјадници поплаки од работници за неисплаќање на плати, непочитување на правото за исплата на К15, но и други прекршувања. Пешевски вели, ССМ стои на располагање на сите работници кои се жртви на газдите. Оние народски кажано Г6 што ги прават газдите, тоа не се ни работодавачи, и исплаќаат плата во плик или исплаќаат плата договорена усно со некој работник, треба час поскоро да се охрабрат тие луѓе, да ги пријават тие неправилности и да се констатираат сите овие прекршување на право од работен однос и незаконско исплаќање на плата и до Државниот инспекторат за труд, зашто како ССМ стоиме на располагање да поднесуваме и кривични пријави. На 1 мај традиционално ССМ ќе протестира. Освен јавните службеници, синдикатот ги повика и работниците од приватниот сектор да се приклучат на протестниот марш. Даниел Василев, Сител телевизија. Министерството за образование и наука распиша 2 конкурси за научно-истражувачки проекти. За оваа намена ќе бидат одвоени 344 милиони денари од буџетот, а ќе може да ги користат државните универзитети, јавните научни установи и МАНУ. 344 милиони денари од буџетот ќе се слеат на државните универзитети, јавните научни установи и на МАНУ. МОН распиша 2 конкурси за да финансира научно-истражувачки проекти. Едниот конкурс предвидува доделување на средства за финансирање на научно-истражувачки проекти на државните универзитети, факултети, научни институти и Македонската академија за науките и уметностите. Ке финансираме вкупно 40 научно-истражувачки проекти. Вториот конкурс кој го објавивме е наменет за распределба на средства исклучиво за научно-истражувачки проекти на 8 самостојни јавни научни установи. По завршувањето на конкурсите ќе се распише и повик за рецензенти кои ќе одлучуваат кој ќе добие пари за истражувањата. Академската фела години наназад алармира дека државата не инвестира во науката. Финансирање на проекти од ваков тип не имало над 1 декада, освен во 2022 со значајно помал буџет. Габриела Лескова, Сител телевизија. По продолжение блогвести од светот во избор на Емилија Штерјев. Верувам дека наскоро Русија и Украина ќе постигнат мировен договор. Следните неколку дена ќе бидат